Во соработка со Министерството за труд и социјална политика и годинава детската градинка Весели Цветови од Делчево активно се вклучи во реализирањето на проектот Здрава храна за детство без мана. Ако минатата година родителите и дечињата беа активни носители на проектот, годинава самите вработени во Делчевската предучилишна установа ја подготвија така наречената здрава трпеза, чија главна цел е на децата да им се долови терминот здрава храна, а воедно да се запознаат и со бенефитите од правилниот начин на нејзино консумирање. Во соработка со МТСП, ние вработените во градинките секоја година имаме реализација на проекти кои што се поврзани со здравата храна. Значи начинот на одгледување на здрава храна, консумирање на здрава храна и запознавање на децата со здравата храна и правилниот начин на користење на здравата храна. Затоа ние секоја година традиционално во нашата градинка организираме настан Здрава трпеза, здрава храна за детство без мана, секоја година на 16 декември. Улогата на нас како вработени во градинките е едукација на децата за здравата храна, за правилниот начин на здрава храна и да ги научиме децата уште мали да ја препознаваат здравата храна и правилниот начин на консумирање на здравата храна. Минатата година во овој проект, во овој настан беа вклучени родителите, а сега наред сме ние вработените во нашата установа. Едукацијата на децата за здравата исхрана во детската градинка Весели Цветови во Делчево се надополнува и низ процесот на одгледување сопствена зеленчукова градина, преку која децата може да се едуцираат за начинот на кој се садат зеленчукот и овошето, но и за хранливите состојки, а воедно и да се стекнат здрави навики, со што во иднина ќе се влијае на создавањето на навиките за здрав живот на секое дете. Имаме вклучено овошје и зеленчук во исхраната на децата, исто така имаме вклучено за појадок и житарки. Имаме зеленчукова градина во дворот на нашата градинка, каде што децата го следат процесот на одгледување на зеленчуковите плодови кои што се садат во зеленчуковата градина и целиот нејзин процес го следат од нивното садење па до добивањето на зеленчукови плодови. Инаку Министерството за труд и социјална политика преку програмата за едукација на децата во процесот на предучилишно воспитување во последните години во речиси сите предучилишни воспитно-образовни установи во државата практикува вакви проекти за истакнување на предностите на здравата храна.